Почитуван бискуп на католичката црква, господине доктор Кирил Стојанов, почитувани представници на медиумите, ми представува голема чест и задоволство што денес имам можност со вас да ги споделам првичните информации поврзани со посетата на на неговата светост папата Франциск на Република Македонија, посебно поврзаноста со организационите аспекти на посетата. За прв пат во својата историја, Република Северна Македонија, незините граѓани од католичка вероисповест, но и сите други граѓани на нашата земја, начело со председателот Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев, на 7 мај ќе бидат домаќини на посетата на Светиот Отец, папата Франциск и на високата делегација од Ватикан. Првата посета на поглавар на католичката црква на главниот град на нашата држава представува голема чест и има силна символика. Се реализира во годината кога одбележуваме 25 години од воспоставувањето на дипломатски односи и представува потврда на пријателските односи и соработката заснована на значајни историски врски, споделени духовни вредности и традиции. Во овој контекст неодминливо е споменувањето на светите ликови на мајка Тереза, како и на светите браќа словенските просветители Кирил и Методиј, чии хумани мисии оставија трајни духовни и цивилизацијски вредности. Соодветно на големината и значењето на оваа посета за нашата земја и за регионот, владата и Министерството за надворешни работи, како носители на организацијските активности, во соработка со кабинетот на председателот на државата и сите останати инволвирани институции, ќе обезбедат сите оние кои ќе бидат непосредно вклучени во организацијата на овој настан, да бидат на висината на задачите и протоколите кои важат за посетите на високиот гостин од Ватикан, кој важи за неоспорен првенец и морален авторитет на денешницата. Светиот Отец, папата Франциск, и делегацијата на Ватикан на аеродромот во Скопје ќе пристигнат на 7 мај оваа година во утринските часови, при што ќе биде организирана соодветна церемонија за добредојде. Официјалната церемонија, од друга страна, со највисоки државнички почести ќе се организира во председателската палата на Водно, пошто ќе следува средбата со председателот Ѓорѓе Иванов. Светиот Отец потоа ќе оствари средба со председателот на владата Зоран Заев, пошто ќе следува средба со представници на државниот врв, на цивилното општество и на дипломатскиот кор во нашата земја. Агендата на посетата потоа предвидува посета овде, на спомен куќата на мајка Тереза, каде ќе има средба со лидерите на верските заедници, како и средба со сиромашни граѓани. Централниот настан, светата миса, со која ќе чиноначалствува Светиот Отец папата Франциск, ќе се одржи на плоштадот Македонија. После светата миса, папата Франциск ќе се упати во катедралата Пресвето Срце Исусово, каде што ќе се оствари екуменска и меѓурелигиска средба со представници на младите од нашата земја и од регионот, кои тој ден ќе бидат во Скопје. Светиот Отец, папата Франциск, потоа ќе има средба и со свештениците и нивните семејства, како и со Богу посветените лица од католичката црква, пошто ќе следи официјалното испраќање на делегацијата со соодветна церемонија на аеродромот во Скопје. Сакам да напоменам дека со желба за максимално успешна организација на овој исклучително значаен настан, креиравме посебна страница www.papa.mk, на која се објавуваат сите неопходни вести, организацијски и сервисни информации од важност за граѓаните и за медиумите. На веб страницата веќе е објавен повик за пријавување за присуство на настаните за граѓани од странство,
како и повик за акредитација на странски медиуми. Повиците за пријавување и акредитација на граѓаните на нашата земја и за домашните медиуми ќе бидат објавени деновиве. Истовремено, во име на Организациониот одбор за посетата на Светиот Отец Папата Франциск, најавувам и следни средби и брифинци со вас, новинарите, за повеќе детали од ваш интерес за организација на овој голем настан. Почитувани представници на медиумите, дозволете ми да завршам со констатација дека се подготвуваме и организираме настан од историско значење за нашата земја и за граѓаните од сите верски и етнички заедници. Настан кој во ова време на интеграција на земјата ја засилува внатрешната кохезија и дава стимулс за нашето заедничко живеење. Во оваа смисла, посетата на папата ја гледаме како директен придонес кон напредувањето на регионалниот и светскиот мир и како признание за улогата што Република Северна Македонија ја има во овие процеси. Благодарам и дозволете ми на крај да не заборавам да искажам благодарност до Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза за укажаното гостопримство за денешниот настан и воедно да го повикам и да го најавам бискупот на Католичката црква доктор Киро Стојанов да се обрати до вас. Благодарам. Ваша екселенцијо, почитувам господин Димовски, почитувам господин директоре, дами и господа. Срдечно ве поздравувам и јас на оваа прва пресконференција, а се по повод посетата на Светиот Отец Папа Франциск на нашата црква и нашата држава. Свесен сум на големината на овој настан, кој и за црквата, и за државата е настан од изворедна важност. Свесен сум исто така дека и таа посета и сите пораки кои што ќе ги слушнеме, настаните што ќе се видаат, во голем дел ќе зависат од вас медиумите, како ќе бидат пласирани во јавноста. Не се сомневам во вашата професионалност, квалитетот на известувањето и уште повеќе вашата максимална ангажираност. Старата поворка вели: се што не е запишано, како да не се случило ништо. Останува запишано во срцата на луѓето, но тоа е се. Олеснителна околност за нас е моделот на понтификатот на папата Франциск. Од првиот ден на својот понтификат изворено внимание посветува на така наречениот мал човек. Католичката црква, според бројот на верници во нашата земја, е незначителен. Сепак во свеста на папата Франциск нема незначителни луѓе. Едноставно и таквите сака да ги посети, охрабри и да биде солидарен со малите заедници на црквите. Но тој покрај поглавар на црквата е и државник, затоа неговата посета е посета на црквата и државата. Посетата на Светиот Отец Папа е апостолско патување. Задача на тоа апостолско патување е да се донесе духовни плодови. Дословно како онаа парабола од Евангелието, треба да се обработи теренот, односно да се подготви нивата, за да Божјото Слово, кое ќе биде во знакови и во навестување, падне на плодна почва. Разбирливо, важен е оној кој обработува и оној кој сее, но многу поважен е оној кој дава да се развива и расте, а тоа е Господ Бог. Затоа упатив пастирско послание до сите наши верници, во кое ја протолкува важноста на една ваква подготовка, а најповеќе во молитвата. Ја искористив таа пригода на верниците да им го објаснам верничкиот поглед и на логото и на мотото за оваа посета. Од друга страна, на крајот на тоа пастирско писмо дадени се конкретни упатства како што се секојдневната молитва за благослов на доаѓањето на папата,
Печативме посебни сликички со молитвен текст, молејќи секојдневно молитва после светата литургија или секој верник посебно преку денот за успешна пасторална апостолска посета на Светиот Отец Папа. Одредено е секоја парохија да избере еден ден во седмицата, така наречен папски ден, на која верниците се собират на обожување, читање на Светото Писмо или на која друга молитва. Исто така, седмично се одржуваат катехези за сите верници што можат да дојдат, а на катехезите се обработува таинството на црквата и службите во црквата, на посебен начин Петровата служба во црквата. Не би сакале да оставиме на ништо случајно, туку сакаме духовно да бидеме подготвени, за да таа негова посета не биде само манифестација, туку духовно да вроди голем плод. Посетата, како што веќе слушнавте од неговата екселенција, почитуваниот господин Димовски, после официјалната посета на државниот врв и церемониите кои што ги се обаваат таму, посетата доаѓа овде во спомен куќата на мајка Тереза, што е од големо значење. Тука се предвидени, како што слушнавте, две значајни средби со верските поглавари и со сиромашните. И од тука сметам дека тоа е голем чекор за освестување дека мајка Тереза е наша сограѓанка, а сиромашните наши најблиски браќа и сестри, без да ги делиме според етничка и верска припадност, туку така како што мајка Тереза направи кога отпатува од оваа место во далечната Индија и се грижеше за сите кои што се во потреба. На централниот плоштад во Скопје ќе се одвива една од најсветите средби, бидејќи Светата Евхаристија е средба со Бога и човекот. Најсвечената литургија е таа која најповеќе говори за тоа заедништво за Бога и човекот. Кога црква, како црква сме во најголемиот степен на заедништвото, кога литургијата ја предводи Светиот Отец Папа, а сослужуваат кардинали, надбискупи, бискупи, свештеници со учество на сите верници. Тоа го сметаме најголемиот чин на оваа посета. Се осмелувам да кажам, но и се надевам дека таа ќе биде најубавата литургија во Скопје, а воедно ја очекувам и најсилната порака која ќе биде опатена до верниците и сите луѓе со добра волја. Младите на секое патување на папата се неизбежни, така ќе биде и кај нас. Очекувам дека таа средба ќе биде охрабрување за соживот и соработка на младите генерации без поделба на клуч по вера и нација, затоа што таа средба е предвидена екуменска и меѓурелигијска средба на младите со Светиот Отец Папа. Средбата на папата со свештенството, монаштвото и соработниците е средба за соживот. Верувам дека пораката на папата ќе биде многу јасна и силна, бидејќи од досегашните искуства гледаме дека на таа средба посветува големо внимание. Како бискуп, очекувам големи плодови на милост за верниците на нашата црква и за сите други верници што имаат отворено срце за Божјото Слово и желба дека и самите можат да придонесат кон изградбата на посовршено општество, каде нема да биде осиромашување на духовните вредности. Реално очекувам на нашата вера и храброст, очекувам обнова на нашата вера и храброст уште поавтентично да ја живееме и не само во исповедувањето, туку и во извршувањето, односно отворени кон сето тоа што е добро и да бидеме достојни наследници на харизмата на Света Мајка Тереза, да ги сакаме и помагаме нашите браќа во потреба. Оваа посета може да биде знак на добра волја, да ја почитуваме нашата совест и достоинство на секоја личност и народ и да живееме со повеќе плодови на соработка
и безбедност. Молитвата е таа која ќе ни помогне оваа посета да ја доживееме како знак на Божјата љубов и зацврстување во верата. Да не заборавиме дека во мотото "Не плаши се мало стадо", Исус ни зборува за надежта во Божјата бесконечна татковска грижа за сета природа, а колку повеќе за човекот кој што е слика Божја. Благодарам.